Благодарам. Има збор госпоѓа Ласовска Благица. Повелете. Благодарам, почитуван председателе, почитуван заменик министер, колеги пратеници. Иако не сум член на матичната комисија, како пратеник од Свети Никола и Лозово, чувствувам потреба да дадам свое мислење за овој предлог закон, бидејќи се работи за општини кои што се претежно земјоделски и многу мои сограѓани се занимаваат токму со садење, односно производство на тутун. И сигурна сум дека со нетрпение ги очекуваат овие законски измени. Имено според евиденцијата што ја има во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Свети Николе, за 2014 година има 230 хектари површина со тутун, односно 614 лица поседуваат евидентни листови или картони за тутун, а поголем дел од нив се од општина Лозово. Со овие евидентни листови се потпишуваат договорите со откупувачите. Евидентна е и тенденцијата на намалување на посадено земјоделско земјиште со тутун. Имено во 2012 година биле посадени 252 хектари и обработувале 890 лица, во 2013 година посадени 255 хектари, односно 646 лица, а годинава, како што кажав, посадени се 230 хектари, односно 614 лица посадиле тутун. Бербата на тутунот се уште трае и се уште немаат информации за откупот. Минатата година многу мал број на тутунопроизводители се пожалија на неоткупен тутун, но се работеше за количества над договорените со откупувачите. Со помош на владата на Република Македонија и овие количества на тутун се откупија. Од моите непосредни контакти со земјоделците, како проблематични прашања по однос на тутунопроизводството би ги издвоила проценката од страна на проценителите за класата на тутун, а со самото тоа и се разбира и цената и ограничениот откуп, односно поголемо производство на тутун од договорената количина со откупувачите. Како што истакнаа и колегите пред мене, ова се проблеми кои што ги измачуваат сите тутунари. Но, почитувани колеги, сметам дека јавноста мора да знае дека владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, како во целиот изминат период, така и сега, посветено работи во правец на зајакнување на капацитетите на македонското земјоделство и на стандардот на самите земјоделци. Само за споредба, на Балканот Република Македонија има највисоки субвенции за тутун, а тоа е цена 60 денара по килограм тутун, а додека нашиот јужен сосед, односно Грција, само 20 денари. Иако Светската здравствена организација врши притисок на владата да се намали производството на површините со жолтото злато и да се намалат субвенциите, владата на Република Македонија цврсто стои зад реализација на зацртаната програма и ветувањата кои ги дава на земјоделците. И годинава земјоделците произведоа повеќе тутун, се очекува производство на 25 милиони килограми тутун, а проценка се дека квалитетот е послаб заради временските состојби кои што се непогодни. Откупувачите се подготвени да ги превземат договорените количини на тутун, а ова е договорено на заедничка средба на Министерството, производителите и самите откупувачи. Грижата за пласманот на тутун од страна на владата на Република Македонија продолжува. Предвидените законски измени, кои од идната година ќе овозможат електронско евидентирање на засадените површини и откупените количини, се чекор напред кон подобро евидентирање и така во секој момент ќе се знае колкави површини се засејани со тутун и колку ќе биде производството.
а со тоа ќе се избегнат двојни и тројни договори и манипулации со исплатата на тутунот, како и субвенциите. Исто така, како позитивно го оценувам воведувањето на соодветен документ од банка и негово прецизирање со банкарска гаранција и изјава на откупувачот, со што одредени откупувачи ќе бидат спречени да манипулираат и да не вршат исплата на тутунопроизводителите, бидејќи немало продажба на тутун или немало извоз на тутун и така натаму. Овие законски измени предвидуваат и регулирање на обврските на двете страни, односно откупувачот и производителот на тутун за време на откупот, и со самото тоа ќе се убрза и динамиката на откуп на тутун. Договорот кој се склучува во писмена форма се склучува најдоцна до 10 април во тековната година. Од особена важност е измената во законот која се однесува на начинот на спроведување на испитот за добивање на лиценца за проценка на тутун. Се предлага теоретски и практичен дел на испитот, кој ќе го спроведува МЗШВ и научно-образовна институција од областа на тутунското производство. На овој начин се зајакнува капацитетот на проценителите на тутун, а со тоа се надевам дека ќе се анулира незадоволството на производителите. Се предлага и лабораторија која ќе врши анализа на квалитетот на тутунот и на цигарите, а со тоа ќе се зајакне сигурноста по однос на квалитетот. Многу важна измена е одредбата која вели дека пред откупот на тутунот од тековната реколта, а најдоцна до 1 ноември, откупувачите се должни до Министерството и до Државниот инспекторат за земјоделие да ги пријават локациите на сите откупни пунктови во кои што ќе се врши откупот на тутунот, а должни се да отворат пунктови во населени места со договорено производство повеќе од 200 тони тутун. Откупот започнува во сите пунктови најдоцна до 15 декември и завршува најдоцна до 15 март. Почитувани земјоделци, почитувани тутунопроизводители, овие законски измени кои ги предлага владата се во насока на подобрување на вашите состојби, представуваат, односно се одговор на вашите барања и сугестии, и од тие причини јас како пратеник со задоволство ќе ги поддржам и ќе гласам за. Земјоделието е наша реалност, наша иднина и сите ние сме одговорни да преземеме конкретни мерки и конкретни чекори. Ви благодарам. Благодарам и јас.